Денеска православната црква ги празнува преподобната Пелагија, преподобната Таиса и светата маченичка Пелагија. Преподобната Пелагија, покајана грешничка, родена како незнабожец во Антиохија и обдарена од Бога со голема убавина, Пелагија ја употребувала својата убавина на душевна пропаст и за себе и за другите. Преку блудот многу се збогатила. Еднаш, врвејки покрај црквата на светата маченичка Јулијана, во која проповедал епископот Нон, таа влегла во црквата и ја слушнала проповедта за страшниот суд и за казната на грешниците. Тоа слово толку ја потресло, ја изменило, што таа одеднаш се згрозила од себе, се исплашила од Бога, се покајала за сите своји нечисти гревови и паднала пред светиот Нон со молба да ја крсти. Смилувај се на мене грешната, свети оче, крсти ме и научи ме на покаяние. Јас сум море на беззаконие, амбис на пропаста, мрежа и оружје ѓаволско. Така оваа покајничка со солзи го молела Христовиот архиереј, и тој ја крстил. На крштевањето и била кума блажена Романа, дјакониса на таа црква која потоа како нејзина духовна мајка добро ја утврдила во христијанската вера. Пелагија не била задоволна само со крштевањето. Чувствувајќи го притисокот на многобројните своји гревови и грижата на совеста, се решила на голем подвиг. Своето огромно богатство, собрано со грев, го оставила на сиромашните луѓе и тајно отишла во Ерусалим, каде што под машко име, како монах Пелагиј, се затворила во една келија на Елеонската гора. И овде го започнала тешкиот подвиг на пост, молитва и на бдење. По 3 години ја посетил ѓаконот на светиот Нон, Јаков, и ја затекнал уште жива. Но кога по неколку дена повторно ја посетил, го нашол нејзиното тело мртво и честно го погребал. Светата Пелагија се упокоила околу 461 година. Така оваа некогашна голема грешничка, со покаяние и со труд му се замилила на Бога, гревовите й биле опростени и таа се посветила. И нејзината очистена и посветена душа се удостоила со Царството Божјо. Поуки од светите отци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец, но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец. Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Василий Велики. Преподобната Таиса, покајана грешничка, пораѓање египтјанка, како и светата Пелагија, така и Таиса својата младост ја поминувала во развратен блуд. На лошиот пат од животот Таиса била упатена од својата бесрамна мајка. Но милостивиот Бог, кој на грешникот не му посакува пропаст, туку спасение, нашол начин со својата чудна промисла да ја спаси грешната Таиса. Еден од учениците на светиот Антони Велики, Пафнути Сидонит, слушнал за Таиса
за низиниот грешен живот и за душевниот отров со кој таа ги труела душите на многу луѓе, па решил со Божја помош да ја спаси. Светиот Пафнутий се преоблекол во световна облека. Зел еден златник и отишол во градот, ја нашол Таиса и го дал златникот. Таиса, мислејќи дека тој човек и го дал златникот за нечисто дело, го одвела Пафнутий во својата соба. Тогаш Пафнутий ја отворил својата благодатна уста и ги изобличил гревовите на Таиса и ја повикал на покаяние. Душата и совеста на Таиса се пробудиле, и Таиса се облеала со солзи на длабоко и срдечно покаяние. Разделувајќи го сиот свој имот, таа се упатила во еден женски манастир според упатството на светиот Пафнутий и таму останала околу 3 години, затворена во една келија, живејќи само со леп и со вода. Пред смртта ја посетил светиот Пафнутий. Ја извел од келијата и покрај тоа што таа не сакала. Наскоро се разболела и по кратко боледување ја предала својата очистена и осветена душа на Бога. Светиот Павле Прерост, друг ученик на светиот Антоний, во визија видел во рајот прекрасен манастир, подготвен од Бога за покајничката светата Таиса. Оваа света душа се упокоила во 340 година. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја, и тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајсий Светогорец. Светата маченичка Пелагија, девојка од познат род од Антиохија. Во времето на царот Нумеријан, антиохискиот началник испратил војници да ја доведат на суд Пелагија, како тогаш разгласена христијанка. Војниците ја опколиле куќата и ја повикале светата девојка на вратата. Таа се појавила и кога слушнала дека дошле да ја водат пред судијата, се преправала дека е весела. Па им рекла на војниците да ја причекаат малку додека да се качи за да се преслече. Таа се искачила на покривот од куќата, ги подигнала рацете кон небото и долго се молела на Бога да ја прими душата и да не дозволува да се извалка нејзината девствена чистота. И Бог ја примил душата, а телото паднало мртво пред војниците. Нејзината смрт, пишува светиот Златоуст, била средство не на природен пат, туку на заповед Божја. Па продолжува. И така, ова невино и почисто тело од секакво злато лежело на земјата. Ангели го обкружувале, архангели го почитувале, самиот Христос бил покрај него. Поуки од светите отци. Љубовта раѓа љубов. Ја добиваш само кога ја даваш на другите. Свети Нектари Егински. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја.
Sine Božji, voskresi iz mrtvih, pojušti ja ti, Aliluja. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nine i prisno i vo veki vekov. Amin. Jedinorodni Sine i slove Božji, besmrten si i izvolivi spasenija našego radi. Voplotiti sja od Svjatija Bogorodici i prisno Devi Mariji, nepreložno vo čeloveći visja. Raspnisjaže Hriste Bože, smrtiju smrt popravi. Edin si Svjatija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Svjatomu Duhu, spasi nas. Pouки од светите отци. Добрината е најпрекрасното нешто на земјата. Во светот има многу морал, а толку малку добрина. Отец Александар Шмеман. Благослови